комичната опера Цар и дрводелец од Алберт Лорцинг, рускиот цар Петар I живее и работи под псевдонимот Петар Михајлов. Тој е чирак во холандска работилница за чамци. Се прошириле гласини дека царот живее инкогнито во градот Заардам и тоа предизвикало многу забуни и недоразбирања. На крајот, неговото височество, царот, се вратил во својата родна земја. Замислена како забава, оваа опера ја илустрира основната христијанска вест. Најубедливиот доказ за Божето постоење и за неговата љубов е личноста на столарот кој станал проповедник. Тоа е Исус од Назарет, кој живеел пред 2000 години во Палестина. Христијаните во Исус го виделе во воплотувањето на неведливиот Бог. Неспорен е фактот дека Исус е исклучителен човек. Неговите зборови дела сведочат за уникатната самосвест и чувство за мисија. Кога неговите ученици го прогласиле за Христос, очекуваниот Месија и Спасител на Израел, Исус ја прифаќа оваа почестена титула. Тој самиот покажува неверојатна моќ. Например, ги простува гревовите, ги совладува природните сили и ги лекува болните. Дали Исус е повеќе од учител, пророк и исцелител? Повеќе од основачна религија, повеќе од човек. Клучот за разбирањето на неговата личност лежи во настаните што се случуваат за времење на празникот Пасха во Ерусалим во 30-та и 31-та година по Христа. Издаден од пријател, осуден од Пилат, раснат на крст од римските војници, Исус умира во ужасни маки. Ова значи крај на сите надежи на неговите следбеници. Но 2 дена подоцна се случува нешто што никој не можел да го предвиди. Доброчуваниот гроб е отворен и празен, тешкиот камен е турнат настрана, а мртвото тело исчезнало. Во исто време, некои од неговите следбеници имаат потполно неочекувана средба со оној кога го виделе дека умира на крстот. Не можејќи да поверуваат и полни со сомнеш, тие го гледаат и го слушаат внимателно и со длабоко убедување ќе кажат: тој воскресна, Исус е жив. Тоа ги наведува да објават: Господ мој и Бог мој. Тоа е запишано во Евангелието според Јован, 20 глава, 28 стих. Новиот Завет се држи до фактите и трезвено ги пренесува на станите. Авторите на Новиот Завет не биле побожни фантазери или религиозни фанатици, чии лажни надежи се претвориле во халуцинации. Тоа се луѓе што знаат што зборуваат. На провокациите кои сакаат да ги замолчат, тие одговараат. Зашто ние не можеме да не зборуваме за она што сме го виделе и чуле. Запишано во Дела на апостолите 4 глава 20 стих. Децении подоцна, еден од нив пишува: она што беше од почетокот, она што го чувме, она што со очите своји го видовме, што го разгледавме и што раците наши го опипаа, за словото на животот, она што го видовме и го чувме, тоа ви го навестуваме, та и вие да имате заедништво со нас, а нашето заедништво е со Отецот и Неговиот Син Исус Христос. Запишано во прво Јованово послание, 1 глава, 1 и 3 стих. Повеќе од 500 луѓе биле сведоци дека Исус Христос воскреснал од мртвите и одговориле на сите оние што поставувале прашања и се колебале во однос на Христовото воскресение. За оваа доказ наоѓаме во 1 Коринќаните 15 глава од 1 до 8 стих. Поради овие сведоци, многу луѓе почнале да веруваат во Исус Христос. Ако Исус е жив, тоа значи дека Бог постои. Тој всушност дошол кај нас луѓето и ние можеме да бидеме со Него. Затоа тој може за вечно да ги спаси оние што преку Него доаѓаат кон Бога, бидејќи е секогаш жив за да се моли за нив. Запишано во Евреите во 7 глава 25 стих. Не е чудно што ова вест ја обиколила целата Римска империја со брзина на светлината и наоѓа приврзаници на секаде, од просјеци и земјоделци до императори и цареви. Ова е значајно и денес. За христијаните кои веруваат во сведоштвата на Библијата, Исус е оној што бил испратен од небото, Бог, кој живеел и живее невидливо околу нас. Бог ги разоткрива
своето вистинско лице преку Исуса Христа. Не можеме да го видиме со своји очи или да го препознаеме на прв поглед, но тој не е фантом, туку автентична реалност. Бог е вистински, Бог е жив. Може да стане дел од твојот живот. Читај Библијата и моли се, и Бог ќе се открие и во твојот живот.